Кажи како? Има се, еве се наоѓаме на малската средба во населба Јуруко во Берово. Ќе поразговараме со кумот на средбата за оваа година, еве да ни каже нешто за организацијата за денешниот настан. Добар ден, значи пред се Христос воскресе, за нова година нека ни е денешниот ден. Празниците сега што ги славиме и така. Ние собрали сме се денеска тука на малска средба на Јуруко, правиме ручок за сите гости, сите што са иселеници од Јуруко, едноставно да се собереме во една целина, да се видиме на тој ден. Источен петок, така сме си го нарекли, уште од минатото. 14-та поред ни е таа малска средба и до сега, като што мога да видат, презадоволни сме од посетеноста и на гости од соседна Бугарија, од Струмјани, градоначалник, сите са ни тука и презадоволни сме. Имаме убава програма разработено, организираме го 14 години, като што рекох, ама го планираме пред време, скоро месец и пол до 2. Подготовки, додека се набави јадење, месо, тие работи се. Надам се од до година во още поголем број ќе се собереме и още повеќе свет и още по широка забава ќе направиме. И така, секој е поканен, кој иска може да дојде да присуствува. Место има за сите, ручок има за сите и чекаме ве кој не може таа година, очекуваме го до година да дојде. Забавата до колку ќе трае, например, обично трае до покасно? Да, до покасно, значи до 11 ни е музиката договорена, дока 1-2 планираме тука да останеме, па и кој може да остане още повеќе, не е проблем, значи секогаш. Ви благодариме и ви посакуваме уште многу години да се собирате вака и да присуствуваме на вакви интервјуи. Фала ви, надам се оти наши поколенија после напред што следува после нас и они ќе продолжат таа традиција. Пошто ние сега като младија започнаваме, 14 години, може да не е дъг период, ама за нас е дъг и сме горди што до ден денеска обстојуваме и ја правим. Ви благодариме. Фала. Dove? Dove ti lo torna, molti torna. Na lokalnom nivou, na lokalnom nivou moraš Како и секоја година, така и оваа година тука се подготвува ручек за сите, за секој кој што ќе дојде. Традиционално по беровски начин во котли. Овој пат имате гравче со сланина и чорба пилешка. Тоа е традиција тука. А за јадењето е задолжен секогаш мајсторот Кеки, кој што со задоволство присуствува тука секоја година и ги подготвува овие прекрасни јадења. Можете да видите дека голем број на луѓе присуствуваат тука. Населбата Јуруко важи за една од најсложните населби во Берово. И во добро и во лошо секогаш се тука сите заедно. После ручекот следува општонародна забава на кој што се очекува најголемото малешевско оро и сите присутни кои што сакаат да дојдат тука слободно можат да дојдат.
Тука сме со мајсторот, поточно гурманот, кој што ги прави најдобрите јадења во Малешевијата многу години наназад, господинот Кеки. Еве ќе поразговараме со него како и секоја година, еве и ова година сте тука на Малската вечер. Какво значење за вас има еве оваа средба на Јуруко? Добар ден, за многу години празнико, Христос воскресе, да сме живи и здрави сите. Таа средба тука е многу поодавна, таа е... Не се знае од кога се одржува, тие са сад тука веќе се млади свет, ама са некаде пред 17 години Паза фанаа да обновува ја и има добра, тоа останува во добра традиција и мисла оди ќе продолжи и поново нам да се организира. Младите имаа многу голем интерес од таа мала. Това е многу добро за наша држава туа, оти таквија идеи веќе тешко може да останат, ама арно е. Тука во Јуруко, таа е најстара мала во Берово и тоа е убаво, оти се они многу организирани, многу и се слага. Има многу млади кои се слага и тоа ќе продолжи, јас ми се чини, ќе продолжи традицијата и не сумјам оди нешто ќе застане. Мисла оди нема да застане, а Алди им е сваки им час, организирани са. Секоја година, после Велиден, тоа е петок, тоа е Беровска Богородица, Балаклија ја вика и се одржува тука таа средба со сите почести и мисла оти е многу добро, многу добро. Многу добро. Свака им част на децата и на малата и на организаторите. Поздрав до цела Македонија и поздрав до малата многу. Благодарим. Еве тоа беше господинот Кеки кој што навистина секоја година е овде и со задоволство присуствува и подготвува домашни јадења за сите гости. Можеш ли Газоне да ни кажеш еве за оваа средба на Јуруко, вие како еден од постарите, нешто за... Добар ден, јас сум Звонко Биковски од Берово плюс од Јурук мала. Тука пред многу години се правеше од јаска детека Павна Богородица, само малку погорце на Ридо. И тука имаше по 9 тапани, 9 чифта зурли, па имаше борби од многу места, од цела Малешевија и од цела околија и од Пијаницу и од Струмичко додаеше се тоа со коњи, оти немаше возила. Додаеше ке секој имаше по некој пријател и таму престојуваше и на Богородица денесен ден петок, повелиден петок е Бакали Богородица, викаме ние тука. И престојуваше на свеченоста горе на Ридо и после одеаше по куќите на Ручок. А сега, после неколку време, таа традиција се пречина. И сад тоа преди повише години, може 15-20 да има, ние се собрахме туа малата и одлучиме да продолжиме традицијата. И продолжуваме традицијата и сека година правиме кум на празнико, а цело мало му помагаме за да се збере рушок, јадење, пиење, се што треба. И за това покануваме ги сите наши сограѓани од наша Јурук мала. И дружли пожелуваме, покануваме, али обавезно тие наши луѓе по Скопје, кој на дека он добива покана. Дали ќе може да дојде човеко или не може, не е битно. Важно он е испочитуван и е поканет да дојде, па и сме многу задоволни, доадни, па е като едно свиѓање е това. Извидиме се туа во годината една сите. И така. На помош празнику неке и Амин. сакуваме се најдобро. Живи и здрави.
Вадан оди на телевизорот. Еве и ракивчето. Само не ме да другото нема съм. Ja